Преспанскиот херој кој заслужено го носи ова име, Васил Јанкуле од Ресен, пред околу месец и половина на сите им докажа дека буквално сите сме исти. Иако лице со церебрална парализа за само 7 дена, со својот трицикл ја обиколи цела Западна Македонија. Тргнувајќи од својот град Ресен, преку Битола, Прилеп, Веле, Скопје, Тетово, Гостивар, Маврово, Дебар, Охрид, па преку Калиџица, повторно се врати дома. Денес, после месец и половина од тој потфат, со Васил се сретнавме на местото од каде што и започна целата оваа негова авантура, плоштадот Цар Самуил во центарот на Ресен. Твоето мото со кое што ја започна оваа тура беше сите сме исти. После месец дена, како гледаат луѓето на сето тоа? Па има разлика. Пред тоа ме гледаја поинаку, после тоа ме гледат поинаку. Што е најбитно? Најбитно е дека јас сум истиот. Јас, ако го направим, ама се чувствува ко да нема направено, не да се кревам кој сум ја, што сум ја. Каква е состојбата со лицата со попреченост во Македонија? Токму заради нив извози 800 километри. Па, лицата малце са, како да кажа, по-затворени, не са активни. Јас искрено да ви кажа, нема место у Македонија каде сум сум не би. Шетам секаде. По дискотеки, по кафани, по свето, то ме е целта да му докаже и тие лица да излегуват, да направиме сите заедно нешто во општеството, да ни биде подобро. Тука со нас е Никола Кузмановски и Тони Ангеловски, кои што беа дел од тимот на Васил, кој што заедно со него помина 800 километри за 7 дена околу цела Западна Македонија. Еве со разговорот ќе започнеме со Тони, кој што беше и негов тренер. Тони, тргнавте со мотото "Сите сме исти". Дали после месец дена чувствувате некаква разлика во општеството, дали почнува да се остварува тој сон и таа замисла која што ја имаше Васил пред своето тренување? Нашата замисла, тоест на Васил, мислам дека потполно е остварена и ќе во иднина мислам дека сите ќе сме исти. Дали беше тешко да се оствари ова негова идеја за 7 дена се поминат 800 километри, особено што тој е лице со церебрална парализа и вози трицикл, што не е и така лесно? Волјата е пред се најбитна. Васил имаше и волја и желба и мислам дека не представуваше голема претешкотија за Васил. Васил доби еден прекар преспанскиот херој. Да. Го заслужува ли тоа? Го заслужува и повеќе од тоа. Значи, јас со луѓе што правам ова, наши сограѓани, не би се нафатиле до Битола да возат со точак, не камоли да поминат 800 километри за 7 дена. Подвидо го беше, сите се му се восхитува. Значи, секој кој ќе ме сретне во град, во чаршија, да вие викат, вие многу направте. Полека се менува ли општеството? Го реализира неговиот сон дека сите сме исти? Се менува, да, се менува, го прифаќаат како нормален. Сите досега што го отфрлаја, што го негираја, не можеш ти ова да направиш, не можеш она, кога го видоа што може да направи. Значи, здрав човек и други што се со ваков хендип како неговиот се мотивирани да направат и тие нешта. За Васил досега слушнаа многумина, но ретко кој знае дека Ресен не е неговиот роден град. Васил потекнува од мала Преспа, Албанија, од селото Туминец. Тој изрази желба да не прошета до тоа место, кое се наоѓа од другата страна на Преспанското езеро.
Интересно е да се каже тоа дека иако лице со попреченост, Васил без проблем вози автомобил кој што не е приспособен за лице со хендикеп. Васил, моментално одиме кон твоето родно село Туминец во Албанија. Да. Моментално одиме кон моето родно место да го посетиме. Тамо ми е цело минато дејство, убави спомени. Да кажеме сега од граница се наоѓа одно прво село кое што се гледа Туминец. Можете да го видите и вие. Еве го. На селото се наоѓа пред нас. Колку често го посетуваш твоето родно село? Па зависи, некогаш идам да се расположам со другарите, бидејќи нема интернет и да се исклуче малце, уживам, релакс. Да се релаксираш. Која година ја напушти Мала Преспа и се пресели во Ресен? Па, мислам дека 2007 се пресели во Ресен, бидејќи за поубави услови за мене. Село како село не може нормален, здрав, прав, а не пак и јас. Се до почетокот на 80-тите години, Туминец се наоѓал на самиот брег на Преспанското езеро. Сега, со повлекувањето на езерото, тој од него е оддалечен околу километар и половина. Во Туминец не пречекаа неговите роднини и пријатели, кои не почестија кафе и сок, но и се пожалија за тешките услови во кои што живеат. Дојде и татко му на Васил. Од сред село, Васил со татко му не однесува во неговата родна куќа, од каде се има прекрасен поглед на Преспанското езеро и на целото околно поле. Не почестија со преспански специјалитети, како што се рибја, летна чорба и сушени риби, кои што тие ги викаат циронки. Ja, aj, čekaj, Janus, daj se ti. Саве за подпиквена соба, за фалет во врена вода, да поседе малце, са чисте и седе со масло. Многу се гордеем, немам колку да докажа, не знам како да докажа, што многу се горде со овој успех Васил, што е такво храбро дете, што взеде таква иницијатива, што му помоза и неговите трајнери, спонзори, се, на сите му благодарам и понатаму да терат повеќе работи да прават Васил. Какво дете беше како мал? Дали секогаш преземаше вакви необични иницијативи? Па, од мало Васил има бидено храбро дете, иницијативо за се са грижи, се да направи, ма види мене нешто да работа, да ти поможа. Ако не може тој, ќе се мачи да поможи колку што може. Која е вашата порака што му упаќате секој ден? Мојата порака на Васил му праќам јас секој ден, му велам да си однослив со сите луѓе, да не се страмиш, сите ко тебе, жим тебе имат многу, ми си убав, ми си добар работник, вреден, така ти е среќата, ќе си тераш така и тоа. Од Туминец заминавме за селото Пустец. Ова е единствената општина во Албанија каде градоначалник е македонец. Мала Преспа е прекрасен крај. На патот за Пустец го посетивме и местото Завир, каде Преспанското езеро понира во Охридското езеро. Блиску тука се и двата острови, голем град кој што се наоѓа на македонска страна,
и другиот помал остров, наречен Малград, кој што се наоѓа кај Пустец на албанска територија. Таму Васил Јанкула доби награда од сега поранешниот градоначалник Едмон Темелко за промоција на Мала Преспа и Македонија. Сега ми е ке ја отворам во Кавалдавци Алчар. Наредно ми е планинарење, па потоа параглайдер, па потоа ми е од Галичица се спуштам, одам на кај Охрид, Струга, од Струга Чафазен, од Чафазен Погредец, повторно Галичица за обиколка на Охридското езеро. Васил не мирува. Му посакуваме никогаш да не престане неговиот ентузијазам, затоа што преспанскиот херој докажа дека буквално сите се исти и дека неговиот пример треба да го следат и другите лица со попреченост. За Сител телевизија, Дарко Штарговски.